Ова издание на Newsflash. Русија, ковид дипломатија, проблеми со испораката на вакцините Спутник В. Афганистан, американски визи за оние кои работеле на сојузнички проекти и програми. Шпанија, милион мароканци на земјоделските полиња. Во какви услови живеат тие? Останете со нас, ќе ви кажеме повеќе. Поздрав од Вашингтон. Ова е гласот на Америка на македонски јазик, а јас сум Никола Крстик. Дипломатијата со вакцини на руската влада се соочува со проблеми поради тешкотии со дистрибуцијата на нивната вакцина Спутник В. Кусо време по потпишувањето на договор со руската влада за вакцината Спутник В, Гватемала доби 550.000 дози, нарача 8 милиони. Затоа владата на Гватемала ја откажа нарачката од Русија за да купи дози произведени од Модерна, Pfizer и Johnson & Johnson. Бразил престана да купува Спутник В вакцини со образложение дека нивниот здравствен регулатор, Анвиса, ја одбил вакцината. Представници на Аргентина велат дека државата никогаш не ги добила наречаните милиони дози на Спутник. Изгоре на проблемите со испораката, Ричард Райтингер од Институтот Research Triangle вели дека фактот што двете дози на вакцината се многу различни, натамошно се комплицира процесот на вакцинација. Вакцината Спутник користи два различни видови на аденовируси. За првата доза и потоа за бустер вакцината 21 ден подоцна. Тоа значи дека вие треба да произведете две различни вакцини. Треба да имате два производствени процеси, два тима на луѓе што ја произведуваат и се разбира многу строга контрола на квалитетот да обезбедите нивно одвојување. Дел од проблемот, според експертите, е што Русија одбива да оперира во рамки на меѓународни системи поставени за борба против ковид. Русија не е транспарентна за тоа како преговара за испорака на овие вакцини. Не работи преку КОВАКС и преку Светската здравствена организација, туку тоа го прави билатерално, земја по земја. Не знаеме какви се аранжманите, договорите или плаќањата. А сега Русија не е ни во состојба да го испорача она што го ветила. Мислам дека тоа беше фиаско од почеток до крај. Дозволете ми да кажам, руската наука е извонредно добра. Сакам да видам како успева оваа вакцина. Но владата и управувањето со оваа вакцина потврди. Новиот бранд на COVID-19 во Русија исто така влијаеше на испораката. Да помогне во решавањето на проблемот, Русија потпиша договор со Индискиот институт за серум, еден од најголемите светски произведувачи на вакцини. Но официјални лица од институтот велат дека производството на Спутник В не може да почне пред септември, ако не и подоцна. Тоа е катастрофално за овие држави. Ставете се во позиција на држава со ниски приходи каде луѓе умираат, каде коронавирусот, особено делта варијантата, се шири како пожар. Нивните економии пропаѓаат, болниците се преполни и работат преку капацитетот. На нив им треба спас, од каде и да дојде. Тој спас го нуди вакцината на Русија, Спутник, а сега и тоа не може да го добијат. Портпарол на Кремљ инсистира дека сите договори со странство ќе бидат исполнети, но уште не се објавени датумите за испорака на вакцините. Но во многу случаи борбата против ковид е трка со времето, а време за чекање на вакцина е нешто што многу држави го немаат. Дел од афганистанците кои работеле за американски проекти и програми во оваа земја сега може да добијат виза и да емигрираат во САД. Експерти предупредуваат дека на овој начин само се забрзува одливот на мозоци кој и онака е сериозен проблем. Сина Равиш изминативе 4 години работела со организацијата Спасете ги децата во Афганистан. Равиш, која има 28 години, е загрижена за својата безбедност, додека САД завршуваат со повлекувањето на своите трупи од Афганистан, а талибанците освојуваат нови територии. Порано можевме да се движиме безбедно и можевме да ги посетуваме пријателите и семејствата. Веќе 3 месеци работам за Спасете ги децата од дома. Се соочувам со директни и индиректни закани. Вашингтон најави нова програма за населување бегалци за афганистанци кои можеби се под ризик зашто работеле за американски програми и проекти во Афганистан. Равиш вели дека тоа е добра можност за некои афганистанци.
Во суштина, жените и мажите кои веруваат во демократија, граѓански и човекови права, не може да живеат под талибанците. Но други предупредуваат дека програмата може да го заврза одливот на мозоци на млади и едуцирани афганистанци од земјата. Негативниот аспект на процесот е што писмената класа, младата класа, оние кои може да ја спасат земјата, ја напуштаат. Некои афганистанци веруваат дека само траен мир во нивната земја може да го запре одливот на мозоци. Доколку немаше војна, луѓето немаше да бегаат од Афганистан. Таргетираните убиства и атентати на цивили, особено на активисти за човекови права, се во подем во Афганистан изминативе месеци. Обединетите нации велат дека повеќе од 400 луѓе били убиени во таргетирани напади во првите 6 месеци од оваа година. Мароканците се најголема имигрантска заедница во Шпанија. Ги има над 1 милион. Голем дел од нив дошле нелегално, а повеќето работат во земјоделскиот сектор. Хенри Риджвел и Алфонсо Бета известуваат за очекувањата на овие луѓе и за тоа колкав дел од нив се остварени. Шпанскиот истражувач Кристовер Колумбо тргнал да плови кон Америка во 1492 од Палос де ла Фронтера. Денес овој пристанишен град е дестинација за многу мигрантски работници. Регионот е популарен по производство на јагоди, околу 250.000 тони овошје се извезува од овде во Европа и во светот. Сезонски работници доаѓаат од Северна Африка преку официјални програми. Повеќето се жени. Во полињата со јагоди работат илјадници жени од Мароко. Многумина не знаат да читаат и пишуваат. Работничките групи и синдикати се жалат на условите за работа. Групата Фрес Уелва е една од најголемите работодавци со преку 5000 работници, повеќето жени, ангажирани за 2021. Има некаква контрола, што во овој случај ја прават трговските сојузи и инспекции. Тие надгледуваат се, за да осигураат дека се прави коректно. Но регионалната работничка унија на Андалузија во Уелва, представувана од Хозе Антонио Бразо, поднесе повеќе поплати за третманот на работниците и условите за нивно сместување. Ова сместување во собственост на овошната фарма Коросур официјално е отфрлено од Унијата. Овде до 10 работници живеат во 5 соби, делат еден тоалет, немаат вода за пиење. Ова не е дозволено во ниту една друга држава во Европа. Секаде би затвориле ваква компанија, но не и овде. Иако е неприфатливо, ништо не се менува. Коросур негира дека сместувањето било во лоша кондиција, но не одговори на повеќето барања за дополнителен коментар. Работничките унии велат дека работните услови овде се тешки. Оваа работничка бара апчиња против болка. Oye, la lavadora bien. Duele, ¿no? Y la mayoría de las mujeres Многу жени се тука со години и страдаат од хронична болка во грбот, како и можни кила, но не одат на лекар. Никој ништо овде не прави за нив. Нивниот шеф не ги носи на лекар. Оваа година 12.500 жени дојде од Мароко да берат јагоди. Според Фрес Уелва, жените преферираат, од поверуваат дека ќе се вратат кај нивните семејства во Мароко по истекот на договорот, наместо да останат нелегално во Шпанија. Врската што имаат со државата од која потекнуваат, во овој случај Мароко, ги охрабрува да се вратат. Надвор од фармите за јагоди има неформални заедници каде недокументирани мигранти чекаат нелегални понуди за работа на фарма. Живеат без струја и вода. Повремено се случуваат пожари при кои неодамна загинаат велици. Повеќето од годишното производство на Уелва се извезува во Европа, каде купувачите често не се свесни за жртвата што е оставена за секоја кутија. Тоа е се за ова издание на Newsflash. Следете ни на glasnaamerika.com, како и на нашите профили на Facebook, Instagram и Twitter. Поздрав од Вашингтон!